колеги от сегашниот и предходните состави на Собранието. Почитувани представници од Министерството за одбрана и генералска администрација на Република представници од кабинетот на председателот на Републиката, почитувани представници од главниот одбор на Сојузот на борците од Народно-освободителната антифашистичка војна Македонија 41-45 и граѓаните поддржувачи. Почитуван вице-гувернер на Народна банка на Република Северна Македонија. Почитуван државен правобранител на Република Северна Македонија. Почитувани представници на Академијата на науките и уметностите на Република Северна Македонија МАН. Представници на локалните самоуправи. Представници на политички партии во и надвор од Собранието на Република Северна Македонија. Екселенции, представници на дипломатскиот збор во Република Северна Македонија. Представници на медиумите, почитувани граѓани, дами и господи. Чест ми е што денес стојам тука пред вас како председател на Собранието на Република Северна Македонија и ја имам таа привилегија да ме поздравам и посакам добре дојде од име на Собранието и пратениците во законодавниот дом тука пред меморијалниот центар Астров во Педрица. Денес ќе бележуваме двата иднини. 1903 116 годишнината од Крушевската република и 1944 75 годишнината од заседанието на Астров. Двата столба врз кои се темели државотворноста на државата и мислам дека слоган кој што беше утврден на седницата на Организацијскиот одбор во владата во координација со Собранието на Република Северна Македонија и председател на Републиката не може да биде посоодветен и погоден, односно сите сме деца на Илинден. Е вистински концепт кој што ги опишува заедничките вредности кои сите ги славиме, ги празнуваме, тоа се вредности кои ме обединуваат и поврзуваат, не прават горди и сплотени граѓани на нашата заедничка држава. Нашата држава е спојна различност, уникатен мозаик во кој секој уникатен дел нараснал и се развивал врз своите корени кои биле и се потврда на долгорочноста и страјноста на народите кои што живееле и биле дел од ова поднебје. Секак дека низ годините не било, ниту е, ниту пак ќе биде лесно. Се разбира дека оваа парче земја не било надвор од глобалните случувања и консеквентно тие случувања се прелевале и имале влијание врз развојниот пат на државата. Меѓутоа, звезда водилка била желбата за заедничка, слободна, независна држава, држава во која почитувањето на човековите права и слободи ќе биде подеднакво за сите граѓани без разлика на нивната етничка, верска или која била друга припадност. Ако го погледнеме познатиот Крушевски манифест, документ напишан пред 116 години, а сепак актуелен и денес, цитирам: "Елајте, браќа, при нас да си слееме душите, срцата и да си спасиме, та ние и нашата челјад и пречелјад да живеат мирно, да си работат спокојно и да напредуваат." Крај на цитат. Ако ги погледнеме документите на АСНОМ од 1944 година, документи во кои јасно се дефинирани токму тие општи и посебни човекови права и слободи, во кои јасно се дефинира мултиетничкиот, мултикултурниот и мултиконфесионалниот карактер на нашата држава. Ќе се огледаме дека историјата, настаните низ неа, сами го детерминирале патот по кој ќе треба да чекориме. Разумот ја наметнал потребата од сплотување кон единствената природна и остварлива крајна цел, а тоа е заеднички дом за сите што имале јасна визија, мудрост и разум, имале сон за кој го положиле најдрагоценото – животот. Многу знајни и незнајни јунаци, многу млади животи, мајчни солзи и тага и плач во срцето. Затоа е доказ пишаната фактографска историја, меѓутоа и многуте тажни песни и преданија што се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација, за сонот и визијата да продолжат да живеат и стремежот да истрае низ сите премрежија. И тој вековен сон, таа вековна желба за слобода, независна суверена држава, се оствари на 8 септември 1991 година
кога на референдум граѓаните се определија за самостојна суверена држава и основните постулати врз кои водачите и на првиот и на вториот Илинден замислувале да се гради државата и да се развива граѓанското општество, беа вградени во највисокиот законодавен акт, Уставот на државата. Покрај тоа, беа детерминирани стратешките цели од суштинска важност за напредокот на државата, за кој имавме и се уште споделуваме заедничка определба мнозинството граѓани што на самиот почеток на нашата самостојност, тоа е полноправното членство и интеграција во Европската Унија и НАТО. Почитувани присутни, полни 28 години, самостојна, суверена, слободна држава. Секоја година со нови предизвици, со многу премрежја и нови кризи. Не беше едноставно, но сепак сите заедно успеавме да ги надминеме и да чекориме напред кон остварувањето на нашите стратешки цели. Нашето патешествие не одеше секогаш паралелно со нашите амбиции и желби. Секако дека клучната улога ја има и секогаш ја имаат тие во чии раце доверена државата, незиниот напредок и развој, незината безбедност и сигурност. При тоа мислам на сите, и власта и опозицијата, затоа што сите добиле дел од легитимитетот и се разбира и одговорноста што ја дава највисокиот суверен, тоест народот. Од нас, од нашата визија и мудрост, зависи колку ќе ја оправдаме таа скапоцена доверба, колку ќе ги исполниме ветувањата и заложбите дадени пред нив. Сите ние сме подеднакво одговорни и за подемот и за састојот на тој пат. Иако почнавме многу амбициозно, со очите на меѓународната заедница, јавност вперени во нас како кон земја која меѓу првите во регионот доби кандидатски статус. Процесот се уште не е заокружен и ние цела една декада броевме во место. Истото се однесува и на интеграцијата во НАТО сојузот. Иако уште со резолуцијата од 1993 година се определивме за членство во овој сојуз, а во 1999 година добивме кандидатски статус. И тој процес се уште не е заокружен. Можам да почнам да ги набројувам причините и одговорите зошто е тоа така. Да го вперам прстот и да обвинувам за тоа што некој направил или можеби не направил се што требало во дадениот момент, меѓутоа тоа нема да биде од никаква полза и нема да го врати неповратно изгубеното време во нашата понова историја. Сепак, битно е дека се вративме повторно на патот за кој што се определивме уште на самиот почеток, интегрирањето во НАТО и Европска Унија. Не беше лесно и не беше ниту едноставно. Минативе 2,5 години. Се можеби најжешките години во историјата на земјава, при што секако мислам на временските прилики. Ова беше период на донесување на тешки, меѓутоа државнички одлуки, кои го деблокираа нашиот пат кон евроатлантската интеграција и во кој политички созреваа и граѓаните и државата. Се вративме на брзата пруга за евроатлантска интеграција и се посветивме на воспоставувањето и градењето на добрососедските односи. Имавме интензивна дипломатија и активна партиципација на институциите на државата, на регионалните и светските меѓународни настани. Активно учествувавме и продолжуваме да учествуваме во мировните мисии на НАТО сојузот, при што нашите представници се рамо до рамо се представниците на полноправните земји членки и меѓу другото придонесуваме и во рушењето на предрасудите и стереотипите од типот Балканот е буре барут. Ова е време на храбри лидери со визија и разум кои ја гледаат Европа обединета и цела со сите земји кои географски и цивилизацијски се природен дел од неа. Република Северна Македонија е посочена како школски пример за решавање на меѓудржавни спорови. Сите институции, невладиниот сектор, сите граѓани на Република Северна Македонија се едногласни и непоколебливо посветени на исполнувањето на потребните услови за полноправно членство во НАТО и Европска Унија и со полно право сите очекуваме да бидеме дел од НАТО и Европската Унија. И денес тука на Пелинце и на секој катче од Република Северна Македонија и на секаде низ светот каде што живеат и честно си го заработуваат своето парче леб, нашите граѓани на денот кога се прославува 2 август
Денот на Републиката со задоволство можам да констатирам дека сиот досега вложен труд и максималната посветеност на сите политички чинители во државата веќе ги дадоа своите конкретни позитивни резултати. Драги пријатели, моето обраќање во овој дел ќе го именувам како делот од Илинден до НАТО, затоа што сметам дека успехот што го постигнавме во оваа сфера е еден трет Илинден за нашата држава, односно ги цементиравме незините темели со уште еден дополнителен слој. Имено, во однос на НАТО, безкрајно и лично сум горд, со оглед на фактот што во текот на мој професионален ангажман сум бил покрај пратеник и заменик министр и министр за одбрана, а сега во својство на председател на Законодавниот дом, во кој се донесуваат потребните реформски закони, сум имал и имам личен удел во можеби постигнувањето на еден фантастичен рекорд, односно по ратификацијата на протоколот за членство во Република Северна Македонија во НАТО, во Националниот парламент на Република Грција на 6 февруари ова година, динамиката на ратификација на протоколот се одвива со досега невидена брзина. Од 29 земји членки на НАТО, 21 веќе го ратификувале протоколот, а во 4 е во процедура, што ни дава за право да веруваме дека процесот ќе биде заокружен до самитот на НАТО во Лондон во декември оваа година, кога ние и конечно би станале 30-та земја полноправна членка на овој моќен воен и политички сојуз. Горд сум и задоволен затоа што конечно ќе биде исполнета првата од двете стратешки цели утврдени по независноста на земјата и што конечно ќе можеме со конкретен резултат да излеземе пред нашите почитувани граѓани и да кажеме: да, мисијата е исполнета. Да, ветувањето е исполнето. Сепак, се уште не е се завршено. Постигнувањето на втората стратешка цел се уште само се најавува. Се уште го немаме очекуваниот конкретен датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Дали можевме да бидеме поисполнителни? Секако дека можевме и можеме, реално многу и постигнавме, меѓутоа сега е потребна конкретна, не само декларативна волја за реформи и конкретно демонстрирање на дело на таа волја, при што мислам на сите активни чинители на политиката во земјава, без разлика на тоа дали се работи за власта или опозицијата. Како што реков на самиот почеток, сите ние сме носители на легитимитетот доверен од граѓаните и крајно е време да испорачаме и конкретен резултат за таа дадена доверба, за во октомври оваа година да го добиеме и конкретниот датум за почеток на преговорите за полноправно членство во Унијата. Членство во Европската Унија и НАТО подразбира владење на правото и правниот ред во државата без дискриминација, почитување на правата и слободите на сите граѓани подеднакво, без оглед на нивната етничка, верска, расна, политичка припадност или пол. Членството ќе значи европски стандарди за достоинствен живот, конкурентни услови за работа и бизнис, можности за квалитетно образование и научни истражувања за нашите млади ентузијасти и зрели професионалци кои ќе имаат можност да ги расшират своите крила и хоризонти за потоа гордо да се вратат и го применат наученото во родната земја, затоа што ние мислам, лично на мојата албанска заедница имаме една поговорка која вели: каменот тежи во своето место, што значи дека радоста и гордоста од постигнатиот успех дома посебно убавина и тежина. Почитувани граѓани, сакам од ова место да ви се заблагодарам и да изразам почит кон вас, затоа што без оглед на сите подеми и порази, без оглед на премрежјата и кризите низ кои сме проваѓали, вие, граѓаните без разлика на етничката, верската, политичката или било која друга припадност, не дозволивте да се наруши духот на заедништво, соживотот и толеранцијата. Тоа се вредности кои сте ги потврдиле низ целата наша заедничка историја, вредности кои ги потврдувате и во секојдневието, бидејќи секогаш сте знаели и знаете заедно да ги споделувате и убавите и не толку убавите моменти кои ги носи животот. И денес, кога ги одбележуваме двата Илиндена и кога изразуваме неизмерна почит и благодарност до сите илинденци, сакам од ова место да се заблагодарам на сите граѓани на Република Северна Македонија
за нивната истрајност, за нивната лојалност и за одговорното пренесување на аманетот на илинденците. Впрочем, вие само го потврдувате тоа што го вели и слоганот на овој 2 август. Сите сме деца на Илинден. Имаме една заедничка држава и сите сме одговорни да ја чуваме и развиваме. За нас и за идните поколенија. Тоа е наш долг кон сите оние кои се бореа за таква граѓанска држава. Општество на сите граѓани во кое ќе растат нашите деца, внуци и генерации кои заслужуваат да живеат, растат, се образуваат и творат во Европска Република Северна Македонија, современа и просперитетна држава на европски граѓани. Ви благодарам на вниманието. Имајте убав празничен ден. Почитуван председателе на Собранието на Република Северна Македонија, господин Талат Џафери, ви благодариме за вашето обраќање. А сега, дами и господа, драги гости, драги граѓани, имам задоволство